И сега околу организацијата на овој турнир во Негорски бањи. Овој турнир помина во многу добар ред. Ја пред да почне турнирот поднесов барање до Министерството за спорт и култура. Тогаш господја министерка беше Софија Тодорова и бидејќи беше меѓународен турнир, значи она направи едно решение со кое шо пред да почне турнирот стоеше во тоа решение дека 10% од вредноста на турнирот ќе ми биде одбиено од данокот за добивка. Да помогне државата не, тоа законски беше. На таков значи, начин. Не по неина волја, него тоа имаше закон, тој ден денесе, за меѓународни спортски настани, а овој беше меѓународен спортски настан, значи 10% може од трошковите да се одбијат од данокот на добивка. И ја кога поднесов тоа барање после турнирот во управа за приходи, ми јавија дека не го прифаќат. Тогаш регионална дирекција имаше во Велес, денес е во Кавадарца, али тогаш во Велес беше. И ја бев присутен кога ова директор кога ги велија збора со некој господин во Велес, му викаа бе пред мене имам решение од министерката Софија Тодорова да му одобриме 10% од трошковите на турнир. Тој човек, од таму слушам како избора, земи тоа решение и скини го веќе на парче и фрли го во корпа. Не можев да верувам јас. И не ми одобрија тоа. Ја во тоа време теренец, заменик министер, не знам каква функција имаше, Таки Джиков беше, ги извршуваше оние на терен активностите за спорт. И му се јавам на него, викам, абе, Таки, вака и вака, викам едно чиновниче тамо од Велес, така и така, со понижување према министерката, скини одлука, викам, преземете нешто. Ти не можеш да се начудиш што е. Не може да се начудам. Каква дрскост некој чиновниче да се понаша така. И му викам, фатите го за уво, викам, извадете го надвор таму. Мислиш на татко му капитал дава или на мајка му? На жал. А ти овде целиот се вложи во организацијата на тој турнир, со средства и тоа ми вика, други спонзори, пријатели. Ѓорѓе, вика, не се секирај, вика, до година, вика, што ќе организираш, дупло ќе изголемиме. Трошковите ќе добиеш дупло. Викам, така не може да верувам што збориш. Што требаше да го добиеш сега. Абе, место, викам, да ме стимулирате, мене или како мене вакви што има, што дават за спорт, вие, значи не терате, викам, едноставно не бркате. Вика, не можем ништо да направам. Добро, викам, не те се лута, викам. Ако е така, викам, запомне, викам, 97 година сме. До сега многу пари сум дал, викам, за спорт, не само за шах. И за ракомет давав, и помош и на сите гевелески спортски клубове. Секаде сум помагал. Да. Сум сакал да активности, убави работи сум сакал. Постигнуваат резултати. Од денес, викам, Вори и Ѓорѓи Прошев, €1 повеќе нема да дадат ни за спорт, ни за култура, ради тоа што има такви луѓе, како на чиновничите од Велес, значи, што вреѓат, што понижуват, значи, што не ценат. Значи, најдобро ништо да не даваме, само да осудуваме. Ајде да бараме мани, да. Така да, таа една голема мана. И тоа те разочара тебе, ама ти пак остана во. Не, ја останав да си играме вака, али веќе не финансирав повеќе. Од тој, иначе овој турнир требаше да биде традиционален и денес ќе имаше неверојатни резултати од тоа. Евгелија ќе имаше велемајстори. Ќе славевме 20 години од организирањето на првиот турнир оваа година. Затоа што се разбереме, шахот не бара многу пари. Шахистите се скромни луѓе, со мали пари можеш да организираш. Значи, не е како другите спортови да треба стотици илјади евра. Да, наградниот фонд, сместување и тоа е. Ама за тие работи се наоѓа чар. Ја тогаш со Негорски бањи, ќе одеш ќе се договориш и нивна реклама и тоа, значи ќе намали сцени, значи се вкупно кога ќе направиш, значи може со 50 на 1000 евра. Може се да се реализира. Само треба љубов. Љубов. И организација. Поддршка. Тогаш во тоа време беше Лазо Јанчев. Ја кога го правив, Лазо исто беше многу корисен за шахот. Помагаше нон-стоп. Па и шахист беше. И шахист беше. На времето.
Така да тие работи се искористија за таа работа, ама на жал не можеме никако со буџетската администрација, како тогаш, така и сега, затоа што нема слух за помош на спортот. Ние Гевгелија, по традиција, еден спортски град кој што имаше неверојатни успешни спортски екипи, нема денес ништо. Фала Богу на Главчев, што го држи кошарката што ја држи. Ја му честитам. Така да има некоја активност во градот, пак луѓето да се соберат, се наполнат со позитивна енергија. Ништо друго се замрзна. Да, голема работа беше и таа сала што се изгради тука, да се овозможи таа активност на кошаркарите. Ама сето тоа е резултат од погрешна политика. Никаква стимулација. Ние во денешни услови, кога веќе приватниот капитал диктира со све, никој не бара пари од државата. Арнома, државата треба да има слух. Тие Министерства за спорт треба да имат слух за тоа што спортот е потреба на младите, кај што го јачат карактерот, активноста, а и за луѓето треба душевно да се растеретуваат. Ама, за тоа даде им услови тоа што можеш. А сега да ни кажеш исто за една епизода кога си ги организирал тие турнири за кои што владеело огромно интересирање во овој регион. Скоро секоја сабота и недела си ги организирал, па се случи нешто, па повторно се разочаруваш и дигаш раце и сега нема кој да организира. На шаховски план ништо. Бидејќи има многу шахисти, многу љубители, а цело време имавме просторија. Таа е една привилегија што успеавме, ние, јас со неколку души, нон-стоп да има просторија за шахот. И денеска има? Денес немат. Али додека бев јас активен, дека шаховските домови беа од голема корист, собиралишта, се сеќавам и во Скопје. И јас за да биде таа активност по-канализирана, секоја сабота прави брзопотезен турнир. Брзопотезен турнир, тоа е шаховска партија по 5 минути имат двајца, што значи за 3-4 сати 20 на играчи ќе го завршат турнирот. Али 20 на играчи ќе се соберат, ќе се видат, ќе играт и се ствара она близина шаховска, активност. Да, и го чекаат следниот викенд. За да не биде вака, играме на мцки, што викат народот, значи стававме награди како што се стават за брзопотезни. 500 денари, 400, 300, 250, 200, значи во рамки на 2000 денари. Ама секоја сабота. 2000, ама игра. Меѓу играчите многу мали дечиња има, кои што интересно им е и тоа. Да. Значи, не е толку битна парата, колку да има цел зошто да се бори. Дојде момент, ја гледам на телевизија Гевгелиска, еден наш добар играч шахес, дава интервју, вика, ајде, вика, да се осврнеме, вика, на Проше, вика. Тој, вика, организира, вика, шаховски турнири, вика, брзопотезни, и вика, наградниот фонд дава пари како за семки, вика. Порано имаше кошници семки за ден, архитектурат чаша семки. Па и сега има на фудбалските стадиони. Е, така. Он вика дава пари како за семки. Од тој момент до мене беа и керките. И он ми вика, бе, тато, шо си будала, бе? Абе, до кога? Не шахови, не сатови, све им даваш, вика, од озгора, вика, те зборат, вика, зошто си будала, вика? Вика му правост. И прекинав. Значи, шахистите има многу добри луѓе. Ја и ден денес ми се најдобри пријатели шахистите. Дали во бизнисот, дали во животот, на разни полиња се сретнеме, си помагаме сите. Ама на жал, меѓу 100 луѓе ќе се најде еден двајца леви. Еден лев ќе растури све што ќе градат 100 души. На жал, како во сите области, така и тука. Е, тоа сакам да кажам, сегде. И во другите спорти, малку ќе парка. Зошто да влагаш во расправи, зашто да влагаш во непотребни нервози? Тргни се, во друга област насочи својата енергија или... И сега насочуваш својата енергија каде? Сега шахот само
кога гледам анализи, сега на жал нема македонска телевизија, порано имаше, со Лјупчо Андоновски добри анализи правеше. Сега гледам секоја недела има хрватска телевизија. Значи ти не достига таа анализа на партиите на актуелни телевизија, светски кој партии. што правеше. Така. На времето после и Андоновски исто. Да. Тоа беше многу убаво нешто и ја жал ме што у Македонија нема и Црна Гора прави така. И гледам вака партии од актуелни турнири. Сега ќе се земам некоја партија и ќе се анализирам. Кога имам време, така шахот така го упражнявам сега. Иначе немам време за... Одигруваш вака или не, партии не играм, оти немам време. Ама значи, само љубовта и стои. тоа те задоволува. Љубовта стои. Може пак и да се активира, може и клубот да го активирам. Ја имам клуб, ама во пасивна позиција ми. Како се вика клубот? Вори. Како фирмата и клубот. Вори Гевгелија. Фирмата со што се занимава? Фирмата имаме конзервна фабрика, така да зеленчуци и овошја. Во сезонот 350 вработени имаме. Значи, добра е фирмата, работи многу, со огромен број кооперанти. Значи, успеа да станеш успешен и на тој професионален план, верувам дека и тука шахот помогнал во варијанти, има безброј во овие времења да може да се снајдиш. Шахот многу ми помогна за да бидам добар менеджер. Многу. Затоа што во било која област човек да е ангажиран, мора да прави анализи на предности, слабости и тие тесни грла да ги решава најефикасно за да се дојде до целта, а целта е профитабилност. Бидејќи имаме време, вака би те испровоцирал или замолил да се сетиш на некој најинтересен момент во твојата шаховска кариера. Дали партија, овде кога си ја освоил титулата, против кого ти било тешко, си бил во загубена позиција, па си направил пресврт, си ја добил партијата и така, дека има многу доживувања, многу партии, многу противници. Има нешто што може да се оддели. Има два момента, две партии што нема да ги заборавам. Првата партија што спомнав, што го победив Димче Илиевски на мечот Валандово Студент. И втората партија за куп на Македонија играме Гевгелија со Студент. Студент на прва табла игра Ничевски, јас со него, а Гевгелија Реков, силна екипа, ама непознати. А Студент, се силни играчи. И моите луѓе освоија 1 поен, 2-1. Значи води Студент, а ја и Ничевски играме. Али оти пријатели со Ничевски, а Ничевски тогаш првак на Македонија, силен играч, пред да почнеме, му викам: Ниче, играј да ме победиш. Ако сме пријатели, нема да се лутам. Оти по некоја логика, да си иста јачина, ќе си понудиш ремен. Викам: играј да ме победиш. Ама да знаеш, и ја ќе играм да не изгубам. Ќе се борам. Ама ти давам морално да играш за да ме победиш. Ако сме пријатели. Многу блиски бев. И тој Ниче игра. како изреагира? Тој игра една варијанта, ја му играм Карокан. Тој одигра една варијанта што ја нема. Ама тој е јак теоретичар и ме стави во оригинална позиција кај што треба да бараш решение. Ја во тој момент што ги наоѓав решенијата, не знаев. Али после, кога зедов книгите да ги читам, ја на табла сум ги наоѓал единствените потези кои што форсирано нема да ме донесат во изгубено. Тој ми жртвуваше пешак и рачунајќи оти не можам ја сите следни 10 потези ќе ги одиграм најјаки, па да се спасам од тие матни закани. Арнома, сплетна околности или во тој момент инспирација моја, јас сум ги докучил сите тие намери негови, претни, сум успел да се одбранам со најсилните потези. И кога дојде веќе у средишница,
кога се смирија тие бури, кога се пребројуваме јас со пешак више, малку посилна позиција, а тој со своето име и искуство. Тој почна да поти. И ја не реагирам, ја ако тепам 2-2 ќе биде. Тој поти, помисли, доаѓа од сајтнат. И едно време вика, ама ми шепти, прошев, Реми. Викам, чекај малку да видам. Да видиме натаму. Не, ја гледам оте сум малку подобар. Аха. Ама не е гаранција оте ќе го тепиш, он стварно беше величина. Ама ти му рече фаворици, ама Ја на јас ке се почеток борам. му река, али поштено, значи, ја му прифатив после, викам, ниче, ајде, прифатам време. И после отидовме во соба, правивме анализи и он ми викаше, како ги најде бе, вика, тие потези, вика. Не ми е јасно, викам на табла, вика. Ова позиција ја прв пат ја гледам и викам, се што одиграв, се беше на табла. Вика, свакаде час, вика. Таа партија нема да забравам. Во тие моменти, како се чувствува шахистот кога ќе биде изненаден од некој потез, па се добива впечаток, барем публиката таков впечаток, еве често сум бил и за време Олимпијадата и средба солидарност, и ние како гледачи да навлеземе во психологијата и размислувањето на едниот и на другиот. Сега, како се одвива тоа кај шахистот кога се еден спроти друг? Јас ќе кажам за себе, а тоа сигурно 99% од шахистите го доживеуват. Јас сум 100% концентриран додека играм партија шах. Друго не постои ништо. Умствено, физички. Значи, само тоа постои. Таа една шаховската партија е војна меѓу две војски. Значи, тука максимална концентрација треба и ја кога ќе одиграв една партија, после тоа цела ноќ замор осеќав. Таа партија што ја играм после цела вечер ја анализирам дали нешто можело подобро по зборот што ми е. Многу пати сум доаѓал добиена позиција, со еден превет или од сајтнот ја изгубиш. Ја по 3-4 дена болен сум бил. Тој е неверојатен труд што се вложува. А зашто доаѓа до тој превид, викаш, максимално концентриран, па или тоа те замара? Милион варијанти е шахот. Значи, за да дојдеш до конечна победа, треба многу труд, многу знаење и многу е битна рутината. Тие што играт нон-стоп, тој има рутина. Пример, кога ќе дојде елементарна завршница или, значи ќе одигра брзи потези. А тој што ретко игра, тој мора да мисли се, а тоа цело тоа мислење го замара. Затоа што он мора анализа да прави подлабока. Затоа што нема помош од теоретски знаења, него мора на таблата да мисли. А колку варијанти се? Ти се треба да предвидиш. Некогаш доаѓа до таа бркотница во не доаѓа, ама велиме едноставно... кој потез, што потез. Да, не, ретко тоа се Или дешава. ќе го изведеш потезот, па да се поколева, не требаше ова. Често се случува тоа или... Тоа само во цајтнот се прави. Кога одигруваш потез, без добро да го... Слушај, и противникот игра, и тој е паметен. И тој сака да победи, така да не можеш ти да очекуваш секојаш. Ќе те надигра некојаш некој. Затоа што има и подобри играчи. Ќе му честиташ. Овде кажа за нашите, за мечевите со Димче, која го изненади, и со Ниче, која ти понуди тихо Реми. Да. Партија во која што Ама и имаш Димче ми добиена беше голем пријател. позиција, да. Ние сите шахисти сме пријатели. Која варијанта најмногу ја играше ти, дека има многу варијанти вака, што ги знаат љубителите на шах? Ја пристилица бев на остра игра и обично играв отворни варијанти. Пример, сицилијанка играв. Од отварањето напаѓаш веднаш? Да. Се бориш равноправно. Значи, не одиш во пасивна позиција, од брамбена позиција, туку грди во грди таа борба.
А кога ќе седнеше против овие големите имиња како Љубоевиќ, како таму, беше таму не чувството? играв такви варијанти. Таму играв пасивни варијанти. Пасивни варијанти за да ги одбегнем оние актуелни, Да не кои се, налеташ. они на сон ги знаат. И сега ти не можеш да се бориш со него. Тој го одиграл тоа илјадници пати, на него не му треба време да мисли. Ама кога ќе го на непознат терен кога ќе го носиш, тогаш мора да мисли. Значи, ако имаш искуство и партии, тогаш многу полесно, што е нормално. Навлезен си подлабоко во играта и знаеш во кој момент, дури во најтешка позиција Многу да се олеснува, излечеш. мада и тоа не е гаранција. Затоа што реков, Некогаш си мислел дека е загубена партија, ама ќе направиш пресврт и да се извлечеш. види, додека има шанси, сите шахисти се борат. Никој нема да се предаде додека има и најмала шанса. Затоа што основна вредност на шахот е борбеност. Некојаш си во послава позиција да успееш да се спасиш. Сега да се вратиме во реалноста. Која е денешната шаховска реалност во Гевгелија? Има ли шанси да излезе некое вака име од тука, што ќе го афирмира и градот и македонскиот шах? Каква е ситуацијата со шахот и што стана со оние? Не сум јас во тек во последно време толку симултанки често се одигруваат тука, па и ти беше организатор на тие симултанки, доаѓа тука познатите шаховски имиња од Македонија. Гевгелија, Дали живее тоа? шахистите не забораиле да играат шах. Они се присутни. На жал го немаме веќе најдобриот, Венци Попов. Почина, нека му е лека земјата. Тој беше најдобар играч и многу пати и првак и на Македонија и младински првак. Тој беше центар, ако имаше некоја активност сега, тој беше центарот околу кој се збира подобрите играчи. Често пати кај него дома. Тој собереше неколку играчи, ама на жал сега и таа отпадна и тоа. Сега треба да се јави некој ентузијаст кој што ќе има организаторски способности, да не зборам за себе, кој што најверојатно ако е друг некој, ја ќе му помогнам сигурно. Па на некој начин да се, најважно да се направи клуб, просторија, која ќе створиш услови, шахистите сами ќе дојдат. Значи не само овие што ги имаме, постара генерација, него ќе дојдат и пионерчиња, младинчиња кои што ќе видат перспектива на клубот. Значи не треба многу за да се направи клуб кој што со својата екзистенција ќе репродуцира и јаки шахисти. Значи играчите се тука, талентите се тука, само треба да им се создадат услови да го доизградат својот талент. Затоа што квалитетно да се издигнат. Ако се јави некој ентузијаст, сигурно ќе најде и на помош и од општината, од градоначалникот, си има специјални оделенија за поддршка на спорт, али најголема помош ќе има од приватните фирми, затоа што шахот као шах е сакана дисциплина, така да мислам дека може многу души да помогат. Меѓу гевгелискиве младенци, пионерчина има интересирање, значи Има интерес. Некоја бројка колку ги има сега така што Ја мислам се посветени на шахот? 20 играчи има кои што може да се борат со секој во републиката. Независно дали имат титула или немат, има 20 играчи, многу силни играчи. Така да, они се гаранција за тоа што покрај нив, покрај силните играчи се стварат нови, кои што учат од нив, гледат и секој ден напреднуват. Така да има шанси, иначе во моментот пасивноста е голема, на жал. Каде може да го видиме во иднина Прошев во шахот? Има ли шанса да се врати? Рече, дека би помагал, меѓутоа директно да покренеш нешто за да тргне шахот, зашто гледам на срце тие. Треба да се јави. Би требало да стане на некој начин и центар Гевгелија. Јас веќе и годинките не ми се мали,
и ангажмани имам доста со бизнисот. Јас можам само да помогнам ако се јави ентузијаст или ентузијасти во било каква форма, дали ќе формират клуб или активност. Значи, ќе им помогнам секако. Значи, тука некаде треба да биде мојот ангажман. Значи, немаш речено збогум на шахот. Не, ќе се играм и јас со нив, ама не професионално. Во секој момент си подготвен да влеташ, што се вели, повторно да помогне шахот да оди напред и да се подсетиме и ние на тие времиња, еве кога ти беше активен и кога ја освои титулата шампион на Македонија за младици. Ако се изменат условите за спорт, јас сум спремен пак да направиме меѓународен турнир. Ама мора да се донесе закон за спорт кој што ќе стимулира не мене, сите луѓе да, воопшто во спорт. И правни лица, фирми да може да има причина да финансира. Да, не зборам само начин, материјалност, него едноставно треба некој да го цени тоа. Ако не друго, бар една захвалност да има од тоа. Затоа што се прави, тоа пак се за народ, за луѓе. Нажал, кај нас уште го немаме издефинирано добро тој закон за спорт и не може да ги стимулираме луѓето да не зборам само за шах, за било што. Значи, треба некои бенефити на тие луѓе, на тие се работи на тоа, има закон за спорт, ама треба да се додефинираат некои работи, за да знае и тој што вложува во спортот, кој бенефит ќе го има од тоа, зашто денеска знаеме, секој влегува, ама барем ако веќе вложува, на некој начин да му биде олеснета работата и да не биде се на негов грб. А тука доаѓа до тие куршлуси, еве како тога што се случило со тој меѓународен шаховски турнир за 10% и за кинењето на решението подпишано од министер, за да не се почитува и признава нешто. Некој што се узурпира својата одговорност, како буџетски работник, може да направи многу штета со тоа. Тоа ми е збор. Затоа го спомнав тој пример. Ентузијастите да се повлече. Се конкретно за Гевгелискиот шах. Каде може помош да направи, да речеме, советот на општината, може на овие ентузијасти да им одреди една просторија. Тоа ќе биде доволно за одма да се формира. Да, и да заживее. Многу лесно е за шахови фигури, ако нема кој, еве ја ќе им помогнам, не се тие многу пари, или било кој, друго не треба. Просторија и опрема треба. Децата сами ќе дојдат, луѓето сами ќе дојдат. Добро, убави работи кажа во оваа емисија, покрај она што значеше твоја шаховска кариера, обработивме и други работи врзани со шахот, околу организацијата, финансирањето, олеснувањата и сето тоа што треба да придонесе за развој на не само на шахот, воопшто на спортот во Македонија. Да верувам дека ќе дојде и тој ден кога ќе можеме да размислуваме и да бидеме сигурни во она што го работиме и што ни е ветено дека ќе се исполни. И на крајот ми останува да ти се заблагодарам. Партијава ќе ја завршиме откако ќе ја одјавам емисијата, а за нашите гледачи да кажам дека тоа беше Ѓорги Прошев, шаховска легенда од овие наши јужни подрачја, инаку пошироко и во Македонија, зашто беше и младински шампион на Македонија во шах во далечната 1965 година. Јас да ви се заблагодарам и што се однесува до партијата, ви нудам Реми. Како Ничевски ќе ти речам, Реми.